Колешке Марија Костадинова, добро е да се следат примерите на поискусните колеги, но кога го земате примерот на читање списочиња со не знам какви проекти, може би некои штекери или кабли сменети по училиштата, па еве во тоа ваше списоче што ви го дале да го прочитате, го споменавте и кровот на основното училиште во мојот град, кој што кров беше мој амандман во еден од минатите ребаланси на буџет и е реализација токму заради тоа и заради влог на општината гостивари донација. Мислам, не сте свесни што читате, а штом вадите списоче, немате што да кажете. И кажавте, доаѓате од сектор образование. Па да бевте вие толку честни и добри во намерите за дигитализација, немаше вака да ја протнувате на ваков нечесен начин, со вакви нечесни намери, кои што се скапо платени на онаа од НВО. Зошто тогаш ги бркате граѓаните од вашите организирани граѓански организации, кои што сакаат да дојдат нешто да ви кажат? Или не сакате да ги слушате нив? Сакате да терате само по ваше? Барем останете тука додека ви говорам, додека ви враќам, да слушнете дека списокот кој што ви го дале е погрешен, колешке. Тоа е вашиот однос спрема односот кон опозицијата. Тоа е вашиот класичен пример за вашиот однос. Продолжете да читате списочиња и мислите дека сте сосема во право.